Во сезона на грипи с големен број на респираторни инфекции, ни за антибиотици ги нема во аптеките. Граѓаните се принудени од аптека во аптека да ги бараат своите лекови, кои се на товар на Фондот за здравство. Освен амоксиклав, оспен, зинат, коалмацин и панклав, ги нема речиси во ниедна аптека низ земјава. Дали имате оспен, зинат или амоксиклав? Ништо од тоа што набројавте. А пенклав и За сирупче или за таблети? сирупче. Сирупче нема ништо. А таблети имате? Само коалмацин, ама од 1000. А панклав и коалмацин? Нема. Нема никаде, ниту аспен, ниту амоксиклав. Нема никаде во... Никакво. Ние немаме, да, ама нема ни во останатите наши аптеки, колку што знам, пошто дефектура е. Матичните лекари потврдуваат дека и пациентите, но и ординациите се соочуваат со недостаток на одредени лекови. Особено недостасуваат антибиотиците за деца. Проблемот трае веќе 1 месец. Од Агенцијата за лекови Малмед за Алфа тврдат дека таблетарните форми на антибиотици, амоксиклав, коалмацин и панклав, кои имаат ист состав, се наоѓаат во промет во аптеките во земјава. Во моментот има недостиг на суспензијата за деца, но Малмед веќе има одобрено увозна дозвола за суспензијата амоксиклав и се очекува лекот да го има во аптеките следната недела. Во најскоро време треба да ги има и паниклав и коалмицин за деца. Малмед во соработка со сите веледрогерии максимално се залага да се обезбедат сите лекови со цел задоволување на потребите на пациентите. Лекарите бараат итно решавање на проблемот со недостиг на лекови, оти според нив, ненавременото лекување може да предизвика уште поголеми компликации и оштетувања. Истовремено, освен недостиг на антибиотици, и диабетичарите се соочуваат со недостиг на инсулинска терапија. Во болничките аптеки нема игли, ниту ленти за мерење на шекер во крвта.